Добар ден, почитувани. Започува магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Расте свесноста за важноста на здравите црева. Истражувањата покажуваат дека добрите микроорганизми во телото директно влијаат врз имунитетот и го чуваат нашето здравје. Како сето тоа функционира кај бебињата и малите деца, ќе запрашаме професор доктор Сонја Бојаджиева, детски гастроентерохепатолог, раководител на оделот за педиатрија при Медицинскиот факултет во Скопје и раководител на оделот за гастроентерологија при Универзитетската клиника за детски болести во Скопје. Ќе погледнеме блок реклами, а веднаш потоа стартува разговорот во студиото на Телма. Добрите бактерии, добрите микроорганизми кои што се наоѓаат пред се во цревата, велат дека го чуваат нашето здравје. На каков начин? Ќе ја прашаме професор доктор Сонја Бојаджиева, гастроентерохепатолог, како што веќе кажав, раководител сте на катедрата за педиатрија при Медицинскиот факултет во Скопје и сте дел од тимот на Универзитетската клиника за детски болести од оделот за гастроентерологија. Професорке, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро ве најдов. Поздрав до сите гледачи на Телма телевизија и до 0+ месеци емисијата. Секоја чест на вистина следам и еве јас повторно да бидам дел од моје гостување во ваша емисија. Да, навистина ми е драго што остваруваме второ гостување, бидејќи претходно навистина исто така долго се договаравме за да реализираме емисии. Професорке, се почесто можеме прочитаме дека живееме во симбиоза, во тим со бактериите и дека здравјето, односно имунитетот, се наоѓа во цревата, односно центар на нашиот имунитет дека се цревата. Дали е тоа точно? На каков начин бактериите тогаш не штитат од болести? Ние малку почнавме минатата емисија, кога разговаравме за некои стомачни тегоби и така натаму и стигнавме до некоја точка таму 7-8, еве сега некако да продолжиме. Често пати се спомнува микробиом, микробиота, какви бактерии има во нашиот организам и така натаму. Микроорганизмите кои што се наоѓаат во нашиот гастроинтестинален тракт, тие се дел од нас. Практично, да расчистиме микробиом, тоа е една симбиоза, значи заедно живеат со нас и тие се дел од нас. Сегде ги шетаме сите ние во текот на живењето, практично имаме повеќе од 100.000 милиарди бактерии кои што се наоѓаат во нашиот гастроинтестинален тракт и држат една внатрешна средина стабилна, ние да бидеме здрави и таа клацкалка е некако хоризонтала и нормално функционираме. Сега најновите ставови велат дека голем број на сигнали и механизми некако се поврзани со гастроинтестиналниот тракт и централниот нервен систем и до многу други органи и поради тоа се наоѓаме во една добра општа состојба и нормално си живееме. Врз расположението, меѓу другото? Врз се влие. Значи, ние кога сме здрави, ние можеме нормално да функционираме, да работиме, тука да сме. Секако, особено кога станува збор за едно дете, може нормално да расте, да се развива, доколку има една симбиоза со сите тие микроорганизми. Може ли на микробиомот да се гледа дури како на уште еден орган во нашето тело со оглед на значењето за човековото здравје? Огромно е значењето, точно, огромно е значењето. Може би најклучен, да кажам сега, најклучна состојба е тој микробиом. Микробиота, да разјасниме, се сите микроорганизми, што рековме, повеќе од 100.000 милиарди. А микробиом се микроорганизмите и сите тие нивни гени и така натаму состојки кои што праќаат сигнали. Така да микробиомот е тој кој што не држи во една стабилна и нормална состојба. Исто така ставовите се понови кои укажуваат дека одбраната на организмот, имунолошката одбрана на една индивидуа, практично денес 70 до 80% се наоѓа во гастроинтестиналниот тракт. А клучна улога во таа мембрана, во еден правилен интегритет на цревото, ги има точно
токму овие бактерии, кои што ги викаме добри бактерии. Еве, за да биде малку поедноставно и појасно за гледачите, ќе го потребуваме тој термин. Како го населуваат цревниот тракт добрите бактерии кај бебето? Да, тоа порано мислевме дека детето се раѓа со стерилен гастроинтестинален тракт, па кога ќе се роди почнува населувањето на бактерии и така натаму. Денес се знае дека уште интраутерино, додека е плодот во стомакот во стомакот, почнуваат да се појавуваат тие бактерии во интестиналниот тракт на самото бебе. Но по раѓањето веќе почнува колонизацијата на цревото со различни микроорганизми. Професорке, дали тоа значи дека е важно за време на бременоста што трудницата јаде и каков е нејзиниот цревен микробиом, ќе влијае тоа директно врз Па сигурно плодот? многу фактори влијаат и после раѓањето, значи начин на живот, на исхрана, хигиено, диететски режим и така натаму, услови на живот, многу работи влијаат. А детето, што и да јаде мајката, практично детето ќе влече од нејзе само за да биде здраво од тек на бременоста. Додека зрее, значи кога ќе се роди, почнува таа колонизација. Во зависност дали е различна е микрофлората, во зависност дали е родено со секција од цезареа, што викаме со царски рез, или со она вагинална флора која нормален пороѓај. Но треба време за да се создаде онај број на микроорганизми кои што ги има еден возрасен човек. Многу често се потенцира разликата во составот на бактериите, на добрите микроорганизми кај бебињата што се родени со царски рез и оние што се родени по природен пат. Зошто е тоа така? Што е спорно кај бебињата што се родени со царски рез? Сепак кога се раѓа со царски рез, значи тука веќе стерилно, да кажам, не поминува низ вагиналниот пат, за да може да на некој начин брзо се колонизира тој гастроинтестинален тракт. Но исто така е важно како ќе биде исхраната кај едно новородено. Дали ќе биде хрането со мајчино млеко или пак ќе биде хрането со млечна формула. Зошто? Затоа што мајчиното млеко не постои ни една фабрика, јас стално кажувам, што ќе создаде такво мајчино млеко. Значи, невозможно е. Има голем број на колострани телца, на имуноглобулини, на особено секреторниот имуноглобулин А и многу други бифидофактори и така натаму, кои што се добри, создаваат понатаму добри бактерии и го прават гастроинтестиналниот тракт многу по-брзо да созре. За разлика од деца кои што се хранат со млечни формули, па треба подолго време за варење на млекото и така натаму, и колонизацијата веќе е малку поинаква. Исто така да ги спомнеме и прематурните новородени, значи оние што се родени пред полна 37 гестацијска недела, тие посебен приот имаме кон нив, поради нивната незрелост, незрелост на гастроинтестиналниот тракт, на ензими, на хормони, на целата слузница, мукоза и така натаму. Така да сето тоа си има своји специфики и мора да ги почитуваме тие. Во процесот на создавање добра микрофлора кај бебињата се препорачува и контакт кожа на кожа со родителите. Секако мајчиното млеко не е само да се нахрани детето. Тоа е и храна, и вода, и топлина, значи се пренесува, и да ќе речат не цица, само се, да, таа топлина се пренесува и некоја заштита осеќаат бебињата. Па делот бактериите од кожата на мајката очигледно дека се го населуваат бебето. Велат дека антибиотиците може да направат проблем врз формирањето на здравиот микробиом кај бебињата. Доколку се дадат поголеми деца, точно. Значи ние даваме антибиотик за да лекуваме некоја бактерија, да уништиме. Меѓутоа ни уништуваме и оние сите бактерии кои што се наоѓаат во гастроинтестиналниот тракт, кои што се добри бактерии, и таа настанува една дисбиоза. Ако клацкалката била хоризонтална, сега ќе не се наруши, ќе настане една дисбиоза или можност некои патогени бактерии да земат свој замав и повеќе да се размножуваат.
и тогаш настанува втор проблем. Не само инфекцијата која што детето имало, туку понатаму се појавуваат и течни столици, и болки во стомак и така натаму, што мораме некако тоа да го решиме. Околу 15-20, некои автори ја опишуваат и до 25% од децата кои што примаат антибиотик, настанува и така наречен пролив, значи диареја. Поради нарушена цревна флора, да. Ќе проговориме во текот на емисијата како тој проблем да се реши, но би се задржал уште малку во однос на создавањето на здрава микрофлора кај децата. Има една хигиенска хипотеза каде што вела дозволете му на детето да се извалкал. Ние ставивме тука фотографии кои што покажуваат деца како се играат со домашни миленичиња, потоа играат во кал, со земја и слично. Така е, детето не треба да расте во стерилни услови. Ние не треба да го затвориме во специјален балон, па тоа само во балона да игра. Треба да се соочи, треба да биде во контакт со бактерии, со вируси, со многу други паразити, да кажам, меѓутоа да создаде на тој начин одбрана, за да може да се брани во текот на животот. Тој имунитет зрее, знаете, секоја инфекција остава траг во организмот, се создава антитела за наредна инфекција која ќе дојде да видиме со што да се бори организмот. И негде таму 5 години му треба да созре. Не е само давање антибиотици, антипиретици, значи лекови за симнување на температура, бидејќи може да нашкодат и да направат друга белја на други органи. И на гастроинтестиналниот трак, особено на хепарот и така натаму. Така да треба да ги оставиме децата да уживаат и да играат во природа и да се валкаат, точно. Родителите да не бидеме толку исплашени, многу носат средства за дезинфекција на рачињата, па им ги бришат доколку им падне играчката на земја и слично. Значи да не се претерува, со сето тоа, бидејќи здравиот имунитет, како што споменавте, се гради на таков начин. И сега доаѓаат на ред пробиотиците, професорке. Дали тие може да помогнат во подобрувањето на имунитетот кај децата? Знаете, добра исхрана, правилна исхрана, да не речам здрава и така натаму, правилна исхрана треба да ни овозможи правилен раст и развој на детето, не само физички, туку и интелектуален, емотивен, социјален и така натаму. Доколку детето има правилна исхрана, значи оптимална исхрана, ќе внесе и ќе создаде прав, здрав микробиом со соодветен број на микробиота или микроорганизми. Така да нешто посебно не му е потребно. Но во одредени состојби, кога, еве рековте, се даваат антибиотици, при акутна диареја, има и други многу состојби кога се даваат пробиотици. Инаку сега секој ден да ги клукаме децата со пробиотики, тоа нема никаква логика, нема смисла, зашто ние пробиотик взимаме секој дневно. Па доволно еден јогурт да се напие детето во текот на денот, ете пробиотик. Значи не е потребно. Меѓутоа, во одредени состојби треба да се даде. Еве акутната диареја, мислам дека минатиот пат дали ја спомнавме или не стигнавме да таму. Денеска ќе проговориме за тоа. Така да, тука да кажеме, се дозволува давање на пробиотик. Зошто? За да се намалат напол симптомите кај детето и да се скрати време трајањето на проливот. Летен период, кај децата често сега се јавуваат проливи, течни столици. Што се може да доведе до акутна диареја? Да. Значи, прво, диареја пролив, да објасниме на гледачите, дека, значи, кога имаме зголемен број на столици, повеќе од 3 за 24 часа, со нарушена намалена конзистенција, значи поттечни. Ако има повеќе од 3 за 24 часа, тоа се вика акутен ентероколит или пролив, акутен пролив. Тоа е само лимитирачка состојба, значи ќе трае 7 дена, почнува трае 7 дена и завршува. Меѓутоа, во одредени состојби може да биде животот загрозувачка состојба за некои деца, особено доенчињата, помали од 6 месеци, па и до година дена, а особено во летен период, кога многу се високи температурите, се губи течност преку проливот и не внесува доволно
течност. Значи, важна е рехидрацијата, да се внесе доволна количина на течност. И потоа може да дадеме пробиотик или пробиотик, што е сега и тоа да не се чудат што ли ќе даваме. Живи микроорганизми кои дадени во соодветна количина треба да дадат бенефит на организмот. Значи, не може ни дупло да даваме, тродупло и така, нема да има ефект. Само колку што е зададено од тој одреден пробиотик, треба да се даде во соодветни количини. Не треба да се претерува ни превише побрзо за да помине. Нема да помине. Тоа ќе си трае, само треба да сме стрпливи и да ги поиме децата. Професорке, зошто некои деца побрзо дехидрираат и запаѓаат во така наречена ацетонемија во споредба со други кога ќе добијат пролив? Индивидуален пристапот секогаш, меѓутоа што е помало детето, толку има поголема потреба од течност, од вода. Значи, тоа е директно поврзано и со возраста. Доволна само вода или треба и електролит да се дава во тие моменти? Треба и електролит, меѓутоа додека почне, ако не знаете што да направите дома, дајте вода. Најстар лек е водата. Нема да погрешите. И колку може да испие повеќе вода, неограничено. Друго е кога се дава рехидрацијата интравенски. Друго, пробиотикот ќе го дадеме и секако рехидратациони солуции. Сега има тие што се од Европско здружение за педиатриска гастроентерохепатологија и нутриција, ЕЦКАН, се даваат кои содржат други некои минерали и така натаму, и треба да ги поиме децата, зашто некои најчесто се изонатребински дехидрациите, меѓутоа може да се случи да се губи течност, па да остане да се зголеми натриумот и така натаму. Затоа идеално би било ако се даде таков поење со такви рехидратациони солуции. Дали е sejedno каков пробиотик ќе му дадеме на детето кога има пролив? Бидејќи има на пазарот различни соеви. Да, многу има пробиотици. Према Здруженијето, Европското здружение за педиатриска гастроентерохепатологија и нутриција, веќе искочи од 2008, потоа апдейтиран 2014 година гајдлајн, дека треба да се даде лактобацилус рамнозус, LGG познат, најдобро проучена во светот. Таа бактерија најдобро проучена, и Сакаромицес буларди. Меѓутоа, има голем број на други комбинации кои што делуваат добро за други некои состојби. Не само за пролив, знаете, пробиотикот има и се дава и во некои други состојби. Дали инфламаторна болест на црево, дали респираторни инфекции, алергии, така натаму. Има студии за дебелина, обстипација, алергиите, веќе ги кажав, патничка диареја, понатаму еве состојби кои се после давање на антибиотици, така да различни комбинации на пробиотици давани се, како тоа се рандомизирани големи студии врз кои што ние се базираме на докази, ние мора да се подкрепиме спрема некои такви големи студии, која може да кажеме тој пробиотик или таа комбинација давана во соодветни дози ќе има бенефит во таа состојба. Така да мораме да следиме се она што е во светот што е ново и секако и ние мораме и работиме и мораме да си ги следиме индивидуално сите пациенти. Додека детето има пролив, покрај вода и соодветен пробиотик, потребно ли е да направиме и некаква промена во начинот на неговата исхрана? Знаете, тоа многу често разговараме со пациентите, дури дома ќе почнат една недела диета, па уште една, па и по месец дена ги држат на диета. Значи, не такви ригорозни диети, како што може би во емпириски во минатото се правело од баба, од мајка и така натаму, веќе не се потребни. 4 до 6 часа од рехидрирање на детето, треба да се врати детето на исхраната која што претходно е имало. Дали ако било доено, да се врати на доење. Ако примало некаква млечна формула, повторно да се врати. Ако веќе детето е над година дена јаде, треба да јаде. Не треба да гладува детето. Со самото гладување, ако го држиме глава, ќе се појави, што кажавте, вомитус ацетонемикус. Практично ќе влезе во еден зачаран круг. Не јаде, ги троши своите градивни елементи,
има течни столици, повраќа и ќе почне да повраќа од ацетонот што ќе се појави во мокрачата. Може би дел од вашите гледачи знаат моч како испитуваат и така натаму, па дали има ацетон, нема, значи тоа е битна, клучна работа. Така да, кога ќе се соочат дома, нивното дете, ако има течни столици, некогаш е доволно една телефонска консултација да направат. Дали соматичниот лекар, со педијатар, дали пие течност да се види, дали менува памперс, дали менува пелени, дали мокри детето, ако не мокри, ако почне или конвузија, ако почне да се тресе или некои други симптоми, ако забележат, веднаш треба да се јават на педијатар, дури ако треба и во болница. Особено децата под 1 година. Под 6 месеци веќе огин се жар на рака која ќе се стави, значи многу брзо може да дехидрираат. А сепак, ако земеме во предвид дека многу деца под 5 годишна возраст завршуваат, значи се хоспитализираат и многу од нив умираат. Дури на глобално ниво над 1215 деца дневно умираат во земјите во развој и во сиромашните земји. Доколку не се реагира на време, ентероколитот може да има смртоносни последици во детска возраст. Сега, знаете, најчесто ништо не се детектира и да испитуваме од изметот. Меѓутоа, на прво место е ротавирусот. Ротавирусот, па потоа имаме други адено и така натаму, други вируси и бактериите, да не ги заборавим. Салмонела, шигела, Кога детето ќе добие пролив, потребно ли е секогаш да се бара причинителот за тоа? Па не најбогатите земји не испитуваат рутински. Нема потреба. Реков дека е само лимитирачка болест и дека еве пробиотици. Бидејќи понекогаш родителите сакаат да откријат зашто тоа се се само работи. трошоци. Да, кога треба, точно ние ќе кажеме и особено да не брзаат со антибиотици. Тоа ми беше следното прашање. Обично веднаш се дава. Се дава антибиотик, се дава свашта пробиотици. И тој е пробиотици. специфичен за цревото што е. Се што се дава, и јаглени се дават и така натаму. Не брзајте, ништо не давајте. Битна е рехидрацијата. Нема потреба. Зошто јаглен? Каква е функцијата на јагленчето што го дава? Треба да абсорбира и да тоа јаглен се дава само кога имаме интоксикација со различни други некои нешта. Не тука при јакотен пролив. Немате потреба од јаглен. Во ниеден гајдлайн не е јагленот. Ќе повлечи дел од цревната флора јагленот? А што ако повлече? Побрзо ќе се елиминира и така има детето диареја. Значи битна ви е рехидрацијата, пробиотик и после рехидрацијата детето да јаде. Морате брзо таа модулација на цревото да ја освежите, да ја зајакнете. Има страшна одбранбена мох цревото. Вие ако цело време давате нешто антибиотици, јаглен, така натаму, вие само ќе ја влушите состојба. И против повраќање, да се разбере. Не треба ништо да се дава. Лек против повраќање не? Не. И на пазарот веќе ги нема тие лекови што нема, се дел од нудеа, нив па има сега ги и нус-ефекти. од странство понекогаш родителите набавуваат. Нема потреба поење, доколку детето повраќа, не може да се справат во домашни услови, треба да се јават до педијатар или во болница да дојдат и детето да се рехидрира интравеносно. Зошто не се препорачуваат лековите против повраќање? Има одредени лекови, сега не може да кажам на телевизија, кои што дават и некои нуспојави на централниот нервен систем. Така да нема потреба. Значи тоа воопшто не е наивно. Не е наивно и може да и особено лекови против болка од такви состојби не се дават, зашто може да замаскираат некоја хируршка состојба. Како лековите против болка, така и лековите против повраќање, бидејќи може две кондиции да се во исто време. Може да имаме и слепо црево, да имаме и пролив. Така да подобро е да биде прегледано од педијатар и да одлучиш каков ќе биде понатаму третманот. Голем број од авијакотни ентероколити се лекуваат во домашни услови. Не барат, доволна е таа, реков, телефонска консултација. Меѓутоа, на глобално ниво со милиони се амбулански се лекуваат или на преглед ќе дојдат и така натаму. А децата треба да бидат прегледани, особено доенчињата. Професорке, доколку проливот е предизвикан од антибиотска терапија, за колку време би требало да се смири подавањето на пробиотик? Па некогаш треба време. Знаете, после
една таква епизода на антибиотици, може да настане и една лактозна интолеранција, која што е реверзибилна, меѓутоа треба време да се обнови таа слузница на цревото. Значи детето може да стане нетолерантно на млеко и на млечни производи. Лактоза, лактазата, тоа се Така. едни ензими што се наоѓаат на ресичките на цревото, може при одредени состојби тие некако да се уништат и треба малку време. Поради тоа треба малку да сме предпазливи, можеби еден период да деприме лактоза, меѓутоа и со пробиотикот и со добро водење на детето, брзо тоа ќе се стабилизира. Но преку ноќ сега од денес за утре и тоа Не бива така брзо. Во тек се летните одмори. Кога ќе појдеме на одмор, често пати се случува целото семејство да се соочи со проблем, така наречена патничка диареја. Зошто се јавува и зошто е толку честа кај децата? Да, ние имаме едно свое наше милје во местото каде што живееме, градот и околината, и имаме, некако сме во таа симбиоза со сите бактерии и вируси што се на тоа поднебје. Кога менуваме место, значи и вода за пиење и така натаму, веќе го менуваме и начинот и на исхрана, и на живот, и мора да пазиме на хигиена, диететскиот режим, значи каква вода пиеме и на можни загадувачи на водата и храната која што ја консумираме. Поради тоа, кога се менува место, треба малку адаптација на нашиот микробиом и да припазиме на тие услови за пиење на вода и храна. Секако да не биде храната долго да стои на високи температури, да биде брзо спремена, понатаму, знаете, месо и така натаму, треба да биде добро обработена храна, бидејќи може да ни се случи и да добиеме веќе пролив, диареја и од други работи. Препорачувате ли неколку дена пред да се појде на одмор на детето да му даваме пробиотик превентивно за да не се случи патничката диареја? Може ли тоа да се превенира? А сега, како да ви кажам, јас сум против од тоа сите нешто барат превентивно да не ни се случи. Ако се случи, ќе се случи. Меѓутоа, предпазливо и да се дават само кога треба пробиотик. Да не биде злоупотреба. Некои сака да живеат со пробиотик, да примат секој ден пробиотик. И тоа не иде. Значи, треба ние да научиме да живееме по-природно. Преку правилна исхрана, да направиме добар микробиом и нова микробиота. Значи да си ги нахраниме бактериите кои што живеат во нас. Ние ги имаме 2 кила да и трежате, можеби повеќе кај некои луѓе. И ги шетаме сегде, и тие се со нас. И таа клацкалка, да кажеме, ева ред и нормален живот имаме. Кога ќе се наруши, зашто има многу сигнали, како цитокини и други медиатори, кои што одредена состојба може да бидат повеќе да се создадат и на тој начин ќе настане една борба, да кажем, тука со бактериите и да настане дисбиоза. Поради тоа, убаво е да можеме на природен начин сето тоа да го испалансираме, а не само да примаме некои лекови и така натаму. Што по-природно, тоа е најдобро. Значи храна богата со бактерии како што се кефир, кисело млеко, јогурт. Секако тоа најздравите и најдолгогодишните ферментирана храна. Ферментиран секако, тоа се сега да не кажуваме по колку години живееле луѓе кои што примале само јогурт, што примале секојдневно. Така да дома може да се припреми, кисело млеко дома да се припреми. На која возраст препорачувате кај малите деца да се воведат кисело млеко? Од 4 до 6 месеци добро е да се дои. Слободно доење се вика тоа, до 6 месец само доење. А потоа веќе почнуваме со тие овошни сокчиња, со јогурче, со кисело млеко, со понатаму јајце, месо и така натаму. Значи веќе додаваме храна и веќе на година дена некако да биде спремно детето за и само да почне да се храни. Така да, ако во минатото тоа се ставови кои што се менуваат, нас не расте на 15 дена ни дава патличан, да речеме, сок од патличан. Меѓутоа тие се менува и сега се знае, а индивидуално, значи до 6 месеци слободно доаѓа,
доколку има потреба ќе процени педијатарот, понекогаш и од 4 до 6, кај некои особи индивидуално се започнува со дохрана. А двоврстна исхрана е кога даваме друго млеко од друг цицач. Значи, како имаме мајчино млеко, па додаваме, не знам, кравјо и така натаму. Меѓутоа, дохраната, и тоа студентите стално ги прашам, па тие термини малку ги мешат, дохраната кога додаваме друга храна. Не треба ни многу доцна да биде или само да бидат хранети на кравјо млеко, и тоа не е во ред. Треба и некои месо да воведуваат се кравјо воведе и млеко така многу натаму. рано, професорке. Не Дури треба, започнуваат знаете, на тешко е таков начин да варењето го на кравјо храна млеко, детето. тоа се расфара на големи громоли кои што може да направат и подолго време се вари во желудникот, а може да направат и микрокрварење и секако имаме алергија на протеини на кравјо млеко, кај некои особи, има и цели фамилии кога се алергични на протеини на кравјо млеко. Понатака, само на кравјо млеко детето ќе биде слабокрвно, ако не јаде друга храна, така да може да се појават други проблеми, потоа рахит и така натаму. Значи, многу е важно детето да се дои, да заклучиме. Да, Тоа е да. всушност најдобрата храна во првите 6 месеци од Првите животот 6 месеци и слободно особено добро доење. доколку е слободно доење, односно ексклузивно, некои велат. Ексклузивно доаѓа, инаку првото млеко, колостранно млеко што го викаме, тоа е здравото, да кажам. Така да тука тој период кога ќе се надмине, па после преодно млеко и на крај е зрелото млеко, кое што практично треба да се дојат до минимум До кога? година дена. Знаете, во светот некои ги дојат и по 7 години, некои земји. Некои многу рано прекинуваат, така да по Светска здравствена организација вика, значи половина час после раѓање треба детето да се стави на дојка. И сега таму викат и до 2 години да се дои. Меѓутоа година дена мислам дека е оптимално, бидејќи веќе до храната е дадена. Ќе ги поканим и гледачите да се Одлично. вклучат во денешната емисија, во денешниот магазин за родителство 0+ месеци, почитувани од овој момент емисијата е контактна. Може ли да се случи кај детето да се јави диареја и поради некој воспалителен процес на цревото? И дали се Да, тие болести чести во детска Има возраст? инфламаторна болест на црево, каде што спаѓаат улцерозен колит и кронова болест, меѓутоа тоа малку другачие се диагностицира. Не е акутна диареја, значи повеќе од 2 недели трае и треба да се има и други параметри кои што ни покажуваат дека станува збор за таа болест, се прави колоноскопија, ендоскопија и се диагностицира. Сега има одредени комбинации на пробиотици, кај што во некои студии се дава такви пробиотици во такви состојби и дале бенефит. Меѓутоа, единствена терапија, само пробиотикот, не би требало да биде, има и други протоколи по кои што ние за лекување на тие болести. Понатаму има и за алергии, разни типови на алергии, екземи и така натаму, кога се дава пробиотик. И исто така интересно е дека може да се даде комбинација пробиотик со пребиотик. Тогаш се симбиоза Пребиотикот е храната всушност за пробиотиците. се вика. Така, пребиотик е шеќер, неиндигестибилни олигосахариди и дисахариди кои што треба да создадат подобра средина за раст на добрите бактерии во дебелото црево. Сега кога ќе се здружат тие заедно станува симбиотик и има доста студии кои што укажуваат на тоа дека има бенефит во различни состојби. Имаме гледачи, професорке, да им Одлично, дадеме важно, предност. драго ми е. Добар ден за првиот гледач. Добар ден. Повелете. Вака, поздрав до емисијата. Благодарам. Сакам да поставам прашање до професорката. Така. Јас имам син 3 години и постојано му давам пробиотик, па сакам да прашам дали е тоа нешто лошо или да продолжам така. Значи постојано без разлика дали примал антибиотик или без разлика што. Јас постојано секој ден му давам пробиотик. Секојдневно, значи во овие 3 години давате пробиотик, Да, така? да, Ви да. благодарам за прашањето. Професорке, ова е многу честа практика, понекогаш е советувана од педијатрите, особено ако детето е родено со царски рез, секојдневно да му се дава пробиотик. Што велите вие за овој пристап? Па јас веќе кажав, 3 години да се дава пробиотик, мислам дека не треба. Ако сакате да се видат со мене, слободно нека дојдат на Универзитетската клиника за детски болести.
на оделот за гастроентерохепатологија, да видиме зошто, која е причината што даваат пробиотик. Дали се течни столици, дали има некоја друга мака детето, дали има некоја алергија, интолеранција на одредена храна. Да видиме зошто, што добиваат со давање на живи микроорганизми секој Некои тоа дневно. го прават за да го подобрат имунитетот, поради тоа што читаат дека добрите бактерии го закнуваат имунитетот, па превентивно ги Имунитетот даваат. е таму. Имунитетот е во цревата. Сите тие, не само микроорганизмите, сите тие сигнали и така натаму го прават имуниот систем. Меѓутоа, што само додаваат живи микроорганизми. Треба самото дете. Значи, знаете како микробиомот и микробиотата кај секој индивидуа е како отисок кога даваме од прст. Так. Значи, тоа е индивидуална и уникатна. Така да, тоа дете има право да има свој уникатен микробиом. Свој идентитет во однос на бактериите, така. Нема потреба да биде исто како пробиотикот кој што го дават секојдневно. Слободно нека ме побара. Така, уште еден гледач ке вклучиме. Одлично. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, имам, слично ми е прашањето како и на претходната гледачка. Имам бебенце 5 месеци, коригирани 3. Така. Константно што зраѓање ни дава да пие пробиотик. До сега неколку имаме сменето, но нема редовна столица, или е премногу густа кога има, или некогаш е премногу течна. А како се сакам храни да бебето? прашам, Дали е во на мајчино млеко или е со вештачка форма? комбинирано е. Комбинирано, добро. Дава ми така и така. Добро. И што сакав да прашам во врска со тие што ги даваат капките за лактозата. Тие пролактозе, колиев, дали треба да се даваат и дали има потреба од истите. Така, професор, ке да имате некој За подпрашање или тегови. тоа е тоа? Да тегови, За прето сам за тегови. грчеви во Да. стомачето. Теговите ќе Ви ги имат благодарам за скоро сите вклучувањето. деца ги имат до 5-месечна возраст, некој повеќе, некој помалку, така да може би кај некој ќе има добар ефект. Исто така, ако сакат да се видат, затоа што 5 месеци секојдневно ги дават. Разбирам дека во првиот период додека се сформира таа некоја микрофлора, меѓутоа во одреден период рековте дека има течна столица и во одреден период тврда столица. Така да видиме и некоја друга состојба да не е. Треба сепак органската етиологија прво да исклучиме, за така улако да кажеме давање на пробиотици, па ќе биде добро. Значи, Или на од консултација, педијатар може така. да ги види, или кај нас да дојдат, како сакаат. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Баш ми е драго. Ало, добар ден. Повелете. Сакам едно прашање до врстинката. Повелете. Па имам девојче 4 годишно и многу страда од тврда столица. И тоа редовно речено е со сила. Значи може да измето да го испели што може да се направи или кај треба да се обратиме. Така, ви благодарам за прашањето. Ови исто така еден чест проблем, професорке, особено на таа возраст. Да. Благодарам на сите гледачи што се јавија и на последниот гледач. И детето треба да се види, ако не е видено од педијатар, слободно може да дојдат и кај нас на Универзитетската клиника за детски болести, да видиме таа обстипација, која е причината на обстипацијата. Значи тврда столица, нередовно празнење на цревата, така да испитаме, зашто има одредени кондиции кои што одат со отежното празнење. Само со пробиотик, не знам дали може и треба малку и храната, има и некоја терапија која се дава, да полесно се испразна цревата и да му олесниме на детето, зашто сигурно има и тегоби, и болка и така натаму. Меѓутоа, убаво е да биде прегледано од педијатар. Споминавте пробиотик. Обично пробиотикот го врзуваме со течна столица. Да. Како помага пак сега пробиотик кога има тврда столица? Да, затоа што има некои состојби кога не е испразнокот, не е редовен. Значи, и сега тука пробиотикот треба да создаде заедно убаво и со пребиотик да создадат услови за нормална флора која што ќе дава можност за правилно испразнување на цревото секојдневно.
Така да не сите комбинации на пробиотици се даваат. Има одредена група на пробиотици кои што само во таков состав може да имат бенефит кај деца кои што имаат тврда столица. Значи оправдан е стравот понекогаш родителите кои ќе речат уште повеќе пробиотикот да не го стегнат? И поголем проблем да направи. Бидејќи они не знаат ќе купат пробиотик кој да ќе го дадат. Значи се знае точно кои пробиотици би делувале. Одреден сој. Комбинации се најчесто за обстипација. А има и за коликите, има друга еден сој кој што дава бенефит кај деца, родители, кој што треба да даде бенефит при оние колики, инфантилни колики. Така да различни комбинации, различни бактерии делуваат на различни состојби. Значи за различни состојби, различни соеви на бактерии, односно различни пробиотици. Така е. И сега родителот ако не знае ќе купи и таков, секакви даваат, различни комбинации, дури некогаш се дава и повеќе од што треба, мислиме дека тој начин ќе се подобри состојбата, но не е баш така. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци, на вистина корисни совети и препораки поврзани со проливите, но и цврстата столица кај децата и воопшто за сето она што значи микробиомот за нашето здравје. И јас ви благодарам на поканата, на вистина ми е драго и некако оваа година на вистина успешни вака емисии имаме и се надевам дека ќе продолжиме од септември заедно. Така. А јас ако може да ги поканам сите гледачи и сите кои сакаат да бидат дел од нашата активност на катедра за педиатрија, во среда на 12 јули ќе се одржи трета поред крводарителска акција во организација на катедрата за педиатрија со почеток од 9 часот до 14 часот во просториите на катедрата за педиатрија. Тоа е веднаш до Универзитетската клиника за детски болести. Практично ние сите даваме крв, некако ние, здравствените работници, да помогнеме, секако и на нас некогаш ни е потребно да помогнеме на нашите пациенти, особено на децата, кои што во овие летни периоди, летни месеци некогаш им е драгоцена и може да спаси живот. Така, исклучително хумана акција, се надевам дека и гледачите што не гледаат ќе се приклучат кон неа. Ви благодарам. Професор Ки, уште еднаш благодарам за гостувањето и благодарам и на гледачите што не следеа и денеска во магазинот за родителство 0+ месеци. Ви посакувам пријатен ден.